Обвинителството не се откажува. Бара од апелација Александар Ѓурчевски, таткото на малата Вања, да биде осуден затоа што му помагал на Палчо и неговата група да ја киднапираат ќерка му, која потоа ладнокрвно ја убиле. Палчо пак упорно тврди дека е невин и ги закопа апелациските судии со десетици страници материјал каде наводно утврдил дури 50 на повреди во судската постапка. Двете страни си ги образложија жалбите, сега останува на апелацискиот суд да реши дали Ѓурчевски повторно ќе седне на обвинителна клупа и дали ќе ги земе предвид забелешките на осудениот убиец Палчо. Обвинителството смета дека во првичната пресуда кривичниот суд не ги анализирал доволно доказите кои упатувале на вмешаност на таткото Александар. Посочуваат дека тој ги известил грабнувачите кога неговата ќерка ќе оди на училиште и што ќе носи. Кога се во седиштето на партијата, Александар им праќа порака на нивните деца како да се облечат за утрешниот ден. Овој сплет на околности не може да остане енигма. Неговото однесување на редниот ден кога повторувал дека детето е грабнато и убиено, пошто се упатува на кајкачанички пат, според наводно по некој филмско сценарио по патеката на која што е однесена Вања во Гепек, и потоа бара да се провери и кола на некој од Велес. Одбраната на Ѓурчевски пак остана на ставот дека нема ниту еден доказ за негова комуникација со Палевски, што се потврди на рочиштата. Од оваа позиција во која се наоѓам како заложник, немам што да додадам. Од друга страна, Палевски заедно со бранителот тврда дека имало суштествени повреди на судската постапка и бараат апелација да донесе одлука без притисок од јавноста. Па ги има преку 50 суштествени повреди во постапката што се направени. Ги имаме сите наведено во жалбата, така да една да прифати судот, мислам дека пресудата веќе треба да ја укина. Одбраната на Боре Видевски се жали дека судот не ги прифатил доказите што ги презентирале, а кои ја потврдувале неговата невиност. Без изведувањето на тие докази нема ништо да направиме и затоа сметам дека овој судечки совет има довлез да укине првостепената пресуда. Кривичниот суд на 25 јуни 2025 година ги осуди Палевски, Манев, Видевски и Кешишев на доживотен затвор, а Ѓурчевски беше ослободен поради недостиг на докази.